Вице-премиерка Грковска во изминатиот период сте многу, ако можам да кажам така, популарни, односно ве има многу во јавноста поради вашите активности со вашиот кабинет, но една од темите почна да доминира многу во јавноста, тоа станува збор за корупцијата. Минатата недела во Скопје се одржа регионална конференција за корупција, на која што имавте ваше обраќање. Меѓу другото, кажавте, ако може да цитирам, секој ќе полага испит за политичка зрелост. Оние кои ќе положат, ќе обстојат. Останатите кои ќе се борат да остане статус кво состојба, ќе бидат избришани од граѓаните. Што значи оваа ваша порака до функционерите? Што значи треба тие што ќе добијат одредени забелешки за својата работа, треба самостојно да се повлечат, или владата или вие како вице-премиер ќе доставите до нив одредени забелешки? Исто така веќе станавме свесни дека тоа може да биде и јавно кажан збор, бидејќи за некои веќе некои функционери веќе ги опоменавте во јавност. Смитам дека една од придобивките на можноста граѓаните слободно да го изразуваат својот став во јавноста е тоа што се повеќе реагираат на негативни појави во општеството. Една од нив се разбира е корупцијата. И за тоа од една страна ме радува сензибилитетот во јавноста што е на толку високо ниво и што толерантноста кон такви појави е сведена на минимум. И за тоа и беше мојата порака дека секој оној што е на одредена позиција, тоа не мора да е само политичар, туку и сите други оние кои што се во фокусот на јавноста, треба да бидат свесни дека толерантноста од страна на граѓаните не постои веќе, дека треба да бидат свесни дека треба на сите можни начини да се спротивстават на такви појави и затоа ни бараме план за ризици за корупција од страна на институциите за наредната година, за да видиме каде самите институции се свесни дека може да постои таков ризик, за потоа заедно со институциите да можеме да преземеме мерки за надминување на тие ризици за корупција. Сакам да истакнам, ова сум го кажала многу пати, сите месеци наназад, регионалната конференција за антикорупција беше практички еден финален дел од сите наши активности изминативе месеци, кои што беа преземани во делот на антикорупцијски политики. И особено заради тоа што сметаме дека прашањето за борба против корупцијата не е прашање на една држава. Тука е регионален проблем, европски проблем, светски проблем, го видовме тоа со последните примери, и дека не може да се третира изолирано. Зборуваме за изолирани случаи, меѓутоа секогаш решенијата треба да ги бараме и во регионален контекст. Во контекст на ова прашање би ве прашала, минатата недела веќе во јавност излезе одредена информација дека веќе имате иницирано кривични пријави за одредени функционери. Дали сега сте во позиција да откриете за што станува збор, односно за кого станува збор и за какви случаи станува збор? Јас сум многу приврзаник на презумцијата на невиност и на легалниот след на настаните. Тоа е важно е дека ние како кабинет, и тоа е граѓаните мислам дека треба да е добро да го знаат, дека постапуваме во доменот на нашите надлежности и дека ако добиеме информации кои што укажуваат на тоа дека може да има одредена злоупотреба на законски решенија, на одредени постапки, дека непристрасно одлучуваме без разлика за кого станува збор, дали е министер во владата, дали се други функционери, директори на јавни институции, како и да е. За нас воопшто не е важно, туку е важно само дали има никаква основа за евентуална злоупотреба, која што понатака ја проследуваме до надлежните институции и како фидбек од нивна страна добивме дека
За две од нив постои основа за покренување на кривична постапка, третиот е прилично голем, скоро го поднесовме, затоа не очекувам дека во брзо време до крај на годинава може да имаме некаков исход. Откако почна целата оваа дебата во јавноста, ако можам така да кажам, во однос на корупцијата, нивото на корупција во државата, за кој што се смета, односно е направена темелна проценка дека е од најгоре до најдолу, од и меѓу граѓаните, меѓу функционерите. Како да се помине од зборови на дела? Тоа е прашањето за кое што исто така и меѓународната заедница, односно представниците на меѓународната заедница во земјата не упоменуваат. Како да се помине од зборови на дела? Што е она што вие сметате дека треба да се направи не само од страна на државата, туку генерално во самиот систем, во самото општество, ете да речем и меѓу граѓаните? Знаете, за жал станува збор за наталожен и акумулиран проблем. Ова не е прашање што се случува преку ноќ, ниту пак е прашање кое што може да се реши преку ноќ. Ако постоеше таква можност, јас ќе бев најсреќна, ќе бев првата што ќе го применеше тоа. Тоа што е според мене најважно што треба да се случи е прво политичарите да покажат со својот пример личен како треба да се однесуваат, кои вредности треба во општеството да се промовираат, да направиме систем во кој што граѓаните ќе имаат доверба во институциите. И тука зборувам секој од својот аспект. Владата во делот на креирање политики, на обезбедување на буџет, основни и елементарни услови за функционирање, законодавниот дел во делот на донесување на законските решенија, стратегии, се што е од негова надлежност, и правосудниот дел во делот на праведност и правично донесување на одлуките. Многу е важно граѓаните да стекнат доверба дека сите институции кои што имаат главен фактор во борбата против корупција работат со интегритет, непристрасно, што за жал во овој случај не е тука. Не е така. Најслабата карика, како што можеме да видиме и според сите анкети, се детектира и од граѓаните во правосудниот дел. За жал довербата е многу мала и тоа е сигурно со причина зашто е тоа така. Ние сите овие месеци наназад превземаме активности. Организиравме 2 настани со суди, обвинители, судски совет, представници на судски совет, совет на обвинители, универзитетски професори, невладени организации, медиумите беа поканети и министерот за правда, со министерот за правда исто така. Веднаш после првото спогодување од страна на обвинителството со двата случаи, заради тоа што сметав дека тоа не е добра порака за сите, а уште помалку за младите. Заради тоа што да направите такво спогодување, без пред тоа да прашате од каде е потеклото на имотот, како го стекнали имотот, зошто баш толку мала сума. Кога зборуваме во јавност и Македонија е мала, многу брзо се шират и секој за секого знае се, дури и тоа за себе што не го знаеме, што се вели. Дека имав потреба во доменот на моите ингеренции да организираме на таква дебата, да видиме дали се злоупотребува институтот спогодување на вина. И е добро што ги отворивме тие прашања. Имавме една прилично искрена и многу суштинска дебата, каде што се детектираа слабости во законот, кој што за среќа нов закон е во подготовка и експертот кој што го работи тој закон имаше прилика да ги слушне забелешките кои што ќе бидат вградени. Дека спогодувањето со вина не може да биде за сите можни кривични дела, дека мора да има градација, дека тоа може да биде за некои лесни кривични дела, меѓутоа за тешки кривични дела во никој случај не би требало да се
да се прибегнува таа варијанта. Разбиравме дека во други држави е поинаку уредено, не е оставено така генерално. За жал, кај нас кога има генерална можност, а нема градација каде се е можно да се применува, тогаш очигледно бевме сведоци дека може тој институт да се применува и на таков начин. После тоа следеше уште една, затоа што сакавме да ги отвориме уште повеќе прашањата. Тоа беше затворена работна средба, од која и од првата и од втората донесовме заклучоци, се договоривме понатака дека треба да се зајакнат и мерит системот при изборот на судии и обвинители, дека треба градација при избирање на судии и на обвинители во зависност од тоа во кое обвинителство, во кој суд, дека не може да има генерални критериуми за избор и генерални критериуми за оценка при избор на судии и обвинители и неколку други на кои што ќе работиме сите заедно во наредниот период. Веќе го спомнавте правосудството, имаме актуелно веќе од петокот наваму, вие меѓу првите реагиравте. Тоа беше одлуката на апелацијскиот суд за случајот Таргет Тврдина. Останувате ли се уште на тој став? Еве, имаме во изминативе денови се повикува апелацијскиот суд да ја објасни својата одлука во однос на случајот Таргет Тврдина. Забелешките исто така од експертската јавност е дека судовите, односно во правосудството, немаме транспарентност, дека до граѓаните не стасуваат информациите на кој начин и зошто се носат одредени пресуди. Од друга страна, за случајот Таргет Тврдина, имаме предупредување дека доколку има прекршување на човекови права, тогаш можеби навистина судот донел одлука како што требал да донесе. Кое е вашето мислење? Еве, неколку дена од како во јавноста веќе излегува тие информации и апелацијскиот суд даде вчера некакво објаснување. Моето повикување на транспарентност е генерално. Значи, ние сите имаме обврска да бидеме транспарентни пред граѓаните за нашата работа. Транспарентност и барањето за транспарентност не може да биде само на адреса на владата, не може да биде само на адреса на пратениците, туку и на адреса на правосудството. Многу пати сум кажал во изминатите месеци, сега пак ќе повторам, не може независноста која што дава Уставот да се користи како параван за самоволие. Независноста која што дава Уставот треба да биде дополнителна обврска, дополнителен терет за уште поодговорно однесување. И неинсистирањето на транспарентност сите овие години наназад на правосудниот систем не доведува до тоа граѓаните да немаат доверба во правосудниот систем, заради тоа што не знаат едноставно што се случува. И мене ми е мило што мојата изјава, која што беше во насока на тоа да ги повикам транспарентно да образложат пред јавноста причините за донесувањето на таквата одлука, вроди со плод и практички апелациониот суд издаде соопштение со објаснување за начинот на кој што е донел таа одлука и од кои причини таа одлука така донесена, без разлика што јас сметам дека можеби и повеќе можеше во детали, ама како и да е. Меѓутоа, исто така беше и поттик, нашите активности од изминатиот период го поттикна и судскиот совет да биде проактивен и конечно да почне да добива улогата која што како судски совет би требало да има. Ова се последици на нефункционирање на институциите. Вие знаете дека судскиот совет беше блокиран повеќе од една година. Беше блокиран и изборот на новите судии токму заради самоволие, што е недопустливо. Тоа не може да биде, за тоа не може да биде одговорен никој друг, туку самите правосудни органи. И за тоа треба прво сите ние да бидеме малку самокритични, да си ја прифатиме сопствената одговорност, секој во свој дел, и да направиме се што е можно одговорноста и професионалното работење да биде приоритет број 1 на секоја од институциите кои што ја водиме или чиј дел сме. Граѓаните ќе имаат
доверба и нема да прибегнуваат кон тоа што велите давање на ситно на некој за да завршат нека услуга. Оној момент кога ќе го видат тој пример кај високите функционери и кај овие институции. Се до оној момент додека гледаат дека правосудниот систем не функционира, не им дава надеж или не им влева доверба дека може да има позитивен исход или дека има двојни стандарди, дека многу брзо се решаваат случаи на, така да наречам, обични граѓани кои што не се во бизнис или во политичката фела, се по брза постапка осудувани за некој случајот со кебапчиња, сега првпат ми паѓа на памет. Тоа најпознат, да речем, најспоменуван во јавноста. Да, и најпластично го отсликува ја отсликува состојбата во правосудниот систем и зошто граѓаните немаат доверба толку во правосудниот систем. Значи, храброст е да се носиш со предизвиците во борбата за корупција, треба луѓе кои што се храбри, луѓе кои што се со интегритет, на кои што никој од надвор не може да им влие, заради тоа што само на таков начин може да донесат професионална, нелицемерна и вистинска одлука. Лесно е да се правите голем херој на такви мали случаи, меѓутоа вистински предизвик е да бидете непристрасен и да пресудите на вистина според на крупни случаи кои што во кои што се вплиткани и политички и бизнис интереси. И затоа сметам дека кога ќе видат граѓаните дека правосудните органи функционираат непристрасно и со интегритет, тогаш ќе се врати довербата, меѓутоа тогаш и граѓаните ќе се охрабрат да пријавуваат корупција. Се до тој момент тоа нема да се случува, заради тоа што граѓаните не се чувствуваат дека ќе бидат заштитени ако воопшто пријават особено висока корупција. Затоа инсистирањето му е на транспарентност, кое што воопшто не значи мешање во независноста или влијање на независноста, туку потсетување дека е тоа обврска за секој оној што е носител на било која од трите власти, и на законодавната, и на извршната, и на судската власт. Да се навратиме сега на една друга тема, односно поврзана е секако со корупцијата, но и со нашата работа во, да кажем, делот на евроинтеграции. Извештајот на Европската комисија, оно што вие вашиот ресор го дадовте на институциите 10 дена за до вас да достават одредени извештаи кои што ќе се однесуваат на активностите поврзани со стратегијата за корупција. Во минатите 10 дена, дали почна институциите да доставуваат вакви извештаи до вас и како планирате да се врши надзорот на спроведување на овие активности? Како што веќе споменав, сето ова е поврзано со нашиот евроинтеграцијски процес, значи ние сме во процес на скрининг, така што особено е важно овој дел да биде исполнет. Да, заради тоа ја организиравме таа координативна средба на сите институции кои што се во делот надлежни во било кој дел од институциите за борба против корупцијата и организиран криминал, заедно со евроамбасадорот ГИР, со вице-премиерот Маричич, почнаа да стигнуваат плановите, тоа се конкретни активности. Заклучокот беше дека треба да има конкретни активности за надминување на оние забелешки кои што се дадени во извештајот, и ние понатака ќе ги следиме заедно со институциите, тоа што ќе следи во наредниот период, откако нели ќе ги собереме сите, со секоја поединечно во иднина, не мора само групни такви големи, него мали работни средби со секоја поединечно, за да се види статусот, да се види кои се проблемите, ако има потреба во меѓувреме при реализација на некој план, некоја активност која што оди во насока на подобрување на извештајот и на тоа што е нотирано таму, да предложиме како тоа да се направи. Значи, едно прилично динамична година не очекува во овој аспект, заради тоа што сите се согласивме дека мора да покажеме конкретни резултати, конкретен
успех и дека оно што беше нотирано од страна на Државната комисија за спречување на корупцијата, исполнето само 20% на националната стратегија за борба против корупцијата, е недозволиво мал процент кој што не сме да се повтори. Дали кога ќе го вршите надзорот, дали ќе можете на терен тоа да го проверите? Дали навистина институциите го спроведуваат оно што го кажуваат? Имате ли можност ваши луѓе да одат во институциите за да проверуваат одредени работи што ќе содржат тие извештаи? Или одредени предмети, еве, да речем? Нашиот кабинет не е истражен орган. Значи, нашиот кабинет ја има улогата да ги координира активностите, заради тоа што нели станува збор за активности на повеќе институции, на повеќе ресори кои што се испреплетуваат, и тоа е во суштина позицијата на вице-премиер да ја координира активноста и да притиска тие активности да бидат позабрзани. Не сме истражители, не сме суди, ништо од тоа, меѓутоа ние имаме обврска да следиме динамиката на исполнување на обврските што ќе ги нотираме, да се детектираат слабостите во системот, заради тоа и кабинет за креирање на политики за добро владење. Во делот имаме ингеренции само во делот на креирање на политиките и заеднички да најдеме начин како тие да се надминат. Во оној момент кога ќе најдеме начин како да се надминат, тогаш во зависност од тоа каков е заклучокот или даваме информација на владата со која што ги задолжуваме одредени институции или пак ја прифаќа така како таква владата и понатака се спроведуваат од надлежните институции или пак ние ги координираме работните групи кои што имаат обврска да подготват. Уште само едно кусто прашање во делот на корупција. Каква е вашата соработка со антикорупцијска? Ви доставуваат ли одредени предмети од таму, односно одредени нивни препораки? Како вие постапувате по тие препораки? Дали постапувате? Сме добиле во неколку наврати од Државната комисија за спречување на корупцијата. Ние имаме добра соработка, двонасочна да кажам. Некои предмети кои што тие ги имаат, кои што ние ги имаме за одредени политики исто така. Во интерес и на владата и на Државната комисија за спречување на корупцијата е да има добра соработка во смисла на зајакнување на политиките и активностите, особено во делот на исполнување на националната стратегија за спречување на корупцијата и активности кои што одат во насока на подобрување на системот и во смисла да стане поотпорен на корупција. Тоа е еден од најголемите предизвици, би рекла, покрај предизвикот за менување на свеста генерално, како и на кој начин да го направиме системот поотпорен. Еден начин е со зајакнување на политиките, на решенијата, за кои што е детектирано веќе дека може да предизвикаат двосмисленост, нејаснотија, недостаток, па некој тоа го злоупотребува, до влијање на свесноста за тоа колку интегритетот при вршење на одредена функција е важен. Кабинетот има улога и направи обуки, преку 140 обуки на избрани именувани функционери од страна на владата, кои што се однесуваат на интегритетот и на етичкиот кодекс за избрани именувани функционери во владата. На Државната комисија за спречување на корупцијата е тој дел да го покрие во делот на јавната администрација. Минатата недела повторно префункционира алатката на владата за транспарентното трошење. За транспарентност, односно кој што се однесува на трошоците на министрите и функционерите. Дали сте ги провериле сите овие извештаи, дали има некој отстапување од страна на министрите, како би го коментирале вие сето ова? Еве денес веќе почнаа првите поголеми новински извештаи во однос на трошењата. Да нагласам дека станува збор за трошења што се однесуваат на минатата година, на 2021. За нас е важно како кабинет транспарентноста да стане
не нешто што некој од надвор го бара, туку вообичаен начин на функционирање на институциите. Кога забележавме дека алатката не функционира, ние прво што почнавме да притискаме колку е можно побрзо тоа да се случи, заради тоа што транспарентноста е најдобриот начин за намалување на можност за корупција и за зголемување на одговорноста. Затоа што ниту еден функционер не е комотен кога знае дека транспарентноста е на високо ниво и кога е во фокус на јавност. И затоа ќе инсистирам и во наредниот период да не се случи повторно ваква голема пауза. Веќе ги преземавме сите активности и се собираат податоците за наредниот период, за да се објават на време. Прашање на сплетни околности и некои технички проблеми, да кажам, меѓутоа како и да е, тие се веќе надминати и се надевам дека во иднина тоа нема да се повтори. За да ги натераме институциите да бидат навикнати на транспарентност, ние заедно со Центарот за управување со промени и со Агенцијата за слободен пристап на информација од јавен карактер испративме допис до сите институции да ни дадат информација кои се најбараните прашања врз основа на член 10 од Законот за слободен пристап на информација од јавен карактер во изминатите 2 години и добивме една прилично голема листа, обемна листа, која ја изанализиравме, подготвивме упатство. Тоа упатство го споделивме до сите институции, добивме фидбек, позитивни мислења од страна на институциите и сега преку информација на влада ќе ги задолжиме тие институции, тие оние информации кои што се најчесто барани, проактивно да ги објавуваат без при тоа да бидат барани од страна на граѓаните. И со тоа на тој начин обезбедуваме проактивна транспарентност од страна на институциите, влие на нивната ефикасност, заради тоа што наместо постојано да губат време во одговарање на едни исти прашања, тоа време може да го употреба за нешто друго, а од друга страна граѓаните во секој момент ќе можат да ја видат информацијата која што најмногу ја барале во изминатите 2 години и тоа е еден дел од политиките кои што ги водиме во делот на дигитална трансформација на општеството, заради тоа што следи, а ова е една меѓуактивност, да речам, е подготовка на закон кој што би требало да не доведе до степен во која што при формирање на регистрите кои што во овој момент за жал ги немаме сите институции ќе бидат обврзани да ги објавуваат сите податоци и сите информации, освен оние кои што се класифицирани или пак ги загрозуваат личните податоци. Зошто е тоа важно? И мислам дека оваа меѓумерка ќе придонесе за тоа, е да сватиме дека податоците и информациите што ги имаат институциите не се на институциите, туку на граѓаните. Затоа што сите ние тука сме за граѓаните, а не е обратно. И се што правиме, треба да правиме за доброто на граѓаните и сите информации и податоци што ги поседуваме припаѓаат на граѓаните и граѓаните имаат право тоа да го знаат, без да го бараат дополнително. Дали чувствувате одреден притисок во изминатиот период од како почнавте јавно да опоменувате одредени функционери, ваши, да речем, колеги од владата, но и членови на правосудството, сега да споменам случајот со господинот Јовески и така натаму. Чувствувате ли одреден притисок директно или суптилно, да кажам, поради сите овие ваши искажани ставови јавно? И како жена, како се чувствувате при тоа кога се ова доаѓа? Да ви кажам, имало се изминативе 10 месеци од се по нешто и се уште има. Меѓутоа, јас сум долго во политиката и доволно сум свесна дека вакви активности што се може да предизвикаат и тоа не е нешто ново, така да, ако можам така да се изразам. Мене не ме загрижува
не ме загрижуваат, ниту пак допираат до мене таквите во наводници добронамерни укажувања, затоа што сметам дека се додека сум тука треба да си ја вршам обврската за која што сум се нафатила, професионално, одговорно, онака како што е најдобро за сите. И мислам дека за сите овие месеци веќе сите сватија дека сите такви добронамерни во наводници укажувања немаат никакво влијание на ниту на активностите на кабинетот, ниту пак на моите изјави во јавност. Не се чувствувате ни чувствата загриженост? Не, воопшто. Да. Ке продолжите? Да. 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 Добре, воопшто немам дилема за тоа, да ви кажам искрено. Вашиот ресор, односно ресорот што вие го покривате, не работи само корупција, работи одредени други прашања. Можна е актуелно во овој период сајбер нападите, односно сајбер безбедноста на државните институции. Имаме актуелни дојави за бомби кои што се поврзуваат со сајбер напади. Имавме одредени напади на државни институции, сајтовите, веб страните, да се изразам по-директно, веб страните на одредени министерства и институции. Минатата недела исто така имавте одредена активност која што се однесуваше токму на зајакнување на институциите од сајбер напади. Што ќе се подготвува во следниот период и дали државата има соодветни кадри за да можеме да бидеме подготвени во однос на евентуални други и нови вакви сајбер напади? Дигиталната трансформација на општеството паралелно мора неминовно да оди со зголемувањето на отпорноста од сајбер напади. И тоа е тоа што го зборувам и активностите на кабинетот што ги има во делот на политики сите изминати месеци. Обуките кои што беа сега превземени се практички во суштина резултат на една низа активности што сме ги имали изминатиот период и за мене беше важно прво тие обуки да се одвиваат на највисоко ниво и во највисоките политички органи да се подигне свеста за тоа колку е важно посветувањето на ваквите политики, меѓутоа дедицирање на буџетот и да се свати дека инвестицијата во сајбер безбедност не е трошок, туку е во суштина инвестиција. Заради тоа што ние треба да им влиеме доверба на граѓаните дека се што дигитализираме и сите услуги кои што тие имаат можност дигитално да ги користат, дека се заштитени нивните податоци и дека можат безбедно да ги користат, а од друга страна да ги заштитиме и базите на податоци кои што како држава ги имаме. За жал требаше да се случат напади од ваков тип за сите да станеме свесни колку е важно инвестирањето во тој дел. Сигурна сум дека понатаму на сосема поинаков начин ќе се гледа на ваквите активности и на потребата да се унапредат одредени решенија во таа насока. Сигурно ќе оди и формирањето на агенција која што ќе се занимава со овие прашања, со многу по-координиран пристап, многу по-сериозно, да речем, како до сега, со тоа што да имаме предвид дека едно прашање сајбер безбедноста во безбедносните структури, а сосема друго прашање е сајбер безбедноста во јавниот сектор. Тоа се две различни прашања од различен карактер и таа треба и така да се третираат. Што е во однос на кадрите? Кадрите за жал многу малку. И тоа е едно од горливите прашања кои што ние се обидуваме сите месеци наназад да најдеме модел кој што ќе биде решение во смисла кој ќе обезбеди задржување на IT кадрите во институциите внатре. Вие знаете дека IT пазарот е многу компетитивен. Не може државната администрација да се мери и споредува со платите кои што IT кадрите ги добиваат во приватниот сектор.
Сите можни модели ги изанализиравме во минатиот период. Фокусот беше повеќе кон тоа што би можело да се направи без да се оди кон нови законски решенија заради состојбата во парламентот, блокираноста на парламентот и успорување на постапката, меѓутоа очигледно дека на крај таквото решение ќе биде неминовно. Добро, и проблемот со дојавите со бомби, исто така и ова што го зборуваме сега во однос на кадрите, наметнува во јавност едно друго прашање, а тоа е дали можеби не треба да се ангажираат приватни компании, односно лица. Имаме многу македонци, да кажам, луѓе од Македонија, кои што работат на сајбер безбедност. Дали можеби државата не ги разгледува и тие опции да се ангажираат овие лица на некаков начин за да се обезбеди државата? Кога се во прашање конкретни активности, тогаш не станува збор само за ангажирање на лица од Македонија кои што работат во сајбер безбедности, а никаде надвор, туку и експертиза која што ја добиваме од нашите меѓународни партнери. Ниту една земја не успеала сама да најде механизам како да се избори со ваквите напади. Се разбира, тоа зависи од големината на нападот. Некои се полесни и многу побрзо се решаваат, затоа не треба ни поголема помош, меѓутоа за тие крупните напади ретко некоја држава може сама да се избори, па така и Македонија. Ние бараме и помош од нашите меѓународни партнери, заради тоа што едноставно во ова сме сите заедно. Пред известно време станавме членка на една меѓународна организација. Што може да добиеме како држава од таа меѓународна организација? Вие информиравте пред некое време. Да. Ние станавме членка на Global Forum on Cyber Expertise и тоа исто како резултат на нашите активности. Во 4 групи се активностите кои што се водат од policy making па до конкретни активности. Тоа што понатака ќе следи, веќе имавме разговори со холандската амбасада, ние ќе ги повикаме сите оние организации, институции заинтересирани, меѓутоа и тука има можности за приватните компании, што исто така важно, за да ги запознаеме со можностите кои што ги нуди оваа мрежа, овој форум, и за начин на кој што најдобро може да ги искористат можностите за подобрување на капацитетите кои што форумот ги нуди. Инаку сакам да информирам дека кабинетот ги организира месечните координативни состаноци заедно со оние институции кои што имаат надлежност во сајбер безбедноста делот, меѓутоа и со нашите донатори. Тоа се Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за одбрана, Агенцијата за електронски комуникации, ЦИРТот е таму, УСАИД, ДИКАВ и од наредниот месец и холандската амбасада, со чија поддршка во суштина го обезбедивме учеството во овој форум. Вице-премиерке, можеме уште многу долго веројатно да разговараме за вашите активности, но немаме толку простор. Сепак јас како последно прашање би ве прашала за активностите за 2023 година. Веќе сме на крајот од 2022 и навистина ми е многу криво што немаме уште повеќе простор да разговараме, но еве кои се вашите следни активности за 2023? Ние почнавме со планирање на нашите активности уште во јуни оваа година. За мене е важно да се смета и сите во мојот тим да имаат удел во креирањето на политиката и во давањето на предлози, заради тоа што сите овие месеци наназад се што правиме заедно. И јас сум им бескрено благодарна затоа што знам дека воопшто не е лесно, ние сме малку луѓе, меѓутоа сите се многу посветени заради тоа што се свесни за важноста на сите активности што ги имаме, за тоа колку влијание тоа има во општеството.
без разлика што може на прв момент тоа не е толку видливо вака, меѓутоа барем ние во кабинетот ги чувствуваме, ја чувствуваме разликата во тој сегмент. И за тоа веќе во септември имавме една груба прва драфт верзија, да кажам, на планот за наредна година. Се разбира дека во еден дел ќе ги продолжиме активностите што сме ги имали до сега. Уште повеќе ќе се посветиме на младите, заради тоа што активностите што ги почнавме да зборуваме и таа кампања зависи од мене и од тебе, што представува порака за една низа на имота, една низа на активности што ги правиме, дека зависи од сите нас во какво општество живееме, секој во својот домен. И повторно ќе кажам, политичарите се најодговорните, меѓутоа и сите ние во делот на своето обкружување, како резултат на таа апатија, генерална разочареност што чувствуваме сите како граѓани во општеството, да укажеме прво меѓу младите, меѓу средношколците, колку е важно да го имаат интегритетот како основа во нивните вредности, заради тоа што цела иднина понатака, тоа се луѓето кои што за 10 години ќе бидат во позиција да водат фирма, да бидат на некоја позиција во општеството, без разлика каде и да се, дека е важно својата обврска да исполнуваат професионално и со интегритет за доброто на сите, и дека е тоа единствениот и најдобриот начин за тоа како да го направиме нашето општество подобро. Многу ви благодарам за ова интервју. Благодарам и вам.